Иако се издаваат забрзано, електронските здравствени картички не функционираат во ниту една здравствена установа во државата. На шалтерите се во оптек здравствените книжки, а 10.000 читачи кои беа набавени за нив се уште собираат прашина. Ви побараа ли здравствена картичка или со здравствена легитимација? Со здравствена легитимација. Со стари сме уште. Со здравствена. Да, со здравствена книжка. Со книжка. Нема кај нас укочено, још нема, не дават такви работи. Иако беа предвидени да бидат бесплатни, здравствените власти се предомислија и граѓанинот секоја здравствена картичка ја плаќаат по 250 денари. Извори за нова велат дека министерот Тодоров со закон е обврзан до април да го спроведе проектот. Работите заглавија кога првично планираните 324.000 евра за информатичкиот систем лани со ребалансот на буџетот беа сведени на нула, а 1,6 милиони евра наменети за картичките беа преполовени. Проектот електронска здравствена картичка граѓаните сега го плаќаат од сопствениот джеп. Со парите на граѓаните од електронските здравствени картички во здравствената каса ќе се слеат меѓу 6 и 8 милиони евра. Половичен и промашен е проектот. Надлежните брзаа да го спроведат, иако не постојат реални услови за тоа, велат експерти за нова. Директорот на Фондот за здравство пак тврди дека хрватската фирма која го работи проектот се обврзала да ги заврши работите до крај. Оваа година со донесување на буџетот е постигнат договор со компанијата која што ги работи, дека во рамки на постојните средства ќе се заврши проектот и согласно договорот си оди и динамиката на испорак и динамиката на плаќање. Во моментов нема проблеми со тоа. Од почетокот на проектот до сега се отпечатени близу 500.000 картички. Последните 100.000 пристигнаа пред приближно недела дена и тие се во фаза на дистрибуција. Ова електронска здравствена картичка во себе не содржи никакви податоци, освен што служи за лична идентификација и дали пациентот е осигуреник на Фондот за здравство. Бидејќи не е инсталиран интегралниот информатички систем, картичките во себе не содржат никакви податоци за болеста на пациентот. Во моментов ние издаваме персонализирана, која што во прв момент ќе служи како замена за плавиот картон, односно доказ за платен придонес за здравствено осигурување. Но можностите се и понатаму отворени да како што се развиваат системите, така се даде и поголема примена на оваа картичка. Останува отворено прашањето зашто Министерството ќе ги потроши парите на граѓаните, ќе се пополни ли дупката за информатичкиот систем и базата на податоци во картичките, за конечно тие да ја имаат вистинската намена.